Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на денешната седница на Централниот и на извршниот одбор на партијата одлучи за мандатар за состав на влада да го утврди председателот на партијата Зоран Заев. Партијата на Али Ахмети синоќ одлучи да му ги даде подписите за мандат на СДСМ. Со тоа, СДСМ има 49 пратеници плюс 10 на ДУИ, како и 8 подписи на БЕСА и Алијансата на албанците, кои најавија дека ќе ги дадат подписите на СДСМ и Зоран Заев, како иден мандатар за состав на нова влада. Откако Никола Груевски како лидер на партијата која на изборите освои најголем број пратенички места, не успеа во предвидениот рок да обезбеди мнозинство. Сега таа шанса треба да ја има лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тоа Иванов го напомена на лидерската средба на почетокот на месецот. Шефот на државата беше јасен дека мандат ќе и даде на онаа партија или коалиција која ќе му достави подписи од најмалку 61 мандат, но председателот тогаш посочи уште една друга важна работа повеќе во тој момент. Може би ја ставија и на маргините, но може да биде од суштинско значење за формирање на владата. Тоа е дека покрај подписите ќе бара и одредени гаранции поврзани со унитарноста на државата. Со пораката што од Сараево ја испрати председателот на социјалдемократите, во која тој го прогласи албанскиот јазик за втор службен јазик во Република Македонија, прашање е дали лидерот на СДСМ воопшто ќе го добие мандатот со кој ќе може да состави влада. Амандманот на членот 7 став 2 кажува дека втор службен јазик во Македонија е албанскиот, така што Македонија има прв службен јазик, тоа е македонскиот со кирилското писмо. Тој е единствен јазик и за меѓународна употреба, а со ставот 2 од постојниот устав е дефинирано дека втор службен јазик е албанскиот јазик, истакна Заев во Сараево. Останува отворено прашањето дали со ова толкување на уставот Зоран Заев ќе го добие мандатот од председателот Иванов и дали ќе може председателот на СДСМ како можен иден мандатар на новата влада да ја гарантира унитарноста на Република Македонија.